Добро утро за Гордана Дувњак, со која што секогаш разговараме на теми дали има или нема правда во македонското правосудство и воопшто во општеството. Гордана, јас и гледам и не само јас, туку и други коментатори на случувањата, некако останавме малку затечени од оваа нагла потреба на неколку од обвинетите во еден од централните предмети што ги води обвинителството, особено кои што потекнуваат од бившето специјално јавно обвинителство. Некако почнаа многу да говорат за детали, говорам за Плаци на Водно, чии што рочиште беа на почетоков на неделава, веќе даваат онака баш, како да кажам, изворни истории за тоа како се примале пари на рака. Таму е прво обвинетиот Груевски за 1,3 милиони евра обвинет. Сега Протоџер, Јанкуловска, како влегува во детални објаснувања за тоа како всушност течеле тие работи. Зошто баш сега, бидејќи тој процес одвива со години, и што може да бидат причините за оваа нивна расприкажаност? Како велат србите, што е ближе зори, то се држи гости. Очигледно, овој случај Плацевите на Водно влегува во некаква финална фаза и оваа недела имавме интересни случувања. Како во судница, така уште повеќе после завршувањето на судското рочиште. Во моментов, значи, сведоците на обвинителството настапуваат. Еден од нив беше, всушност, двајцата најблиски соработници на поранешниот премиер Никола Груевски. Особено интересно беше сведочењето на Мартин Протоџер. Она што падна во очи и се разбира од што и новинарите извадија наслови во тој момент, беше неговото сведочење дека во лична конверзација и во приватен разговор со Груевски некаде во 2012 година, Груевски му кажал дека, цитирам, земал 10.000 квадратни метри земјиште на Водно, без да навлегува во детали, и тоа го објаснува Протоџер заради карактерот на бившиот ни премиер, кој што не бил човек кој што навлегува во работи кој што не сака да ги каже. А претходно, да не повторувам, тоа веќе е познато на јавноста, беше кажано дека сите овие години Груевски наводно од здравствени причини сакал и гледал да дојде до земјиште надвор од Скопје, но она што после тоа следеше беше еден немушт демант од Будимпешта. И од Будимпешта и од Мартин Протоџер. Само една кратка, бидејќи има една меѓуфаза. Сите портали ги објавија вестите за сведочењето на Протоџер. Тоа го направи и порталите блиски на опозицијата, 10 на 15 и така натаму. Да, со тоа што потоа настана едно бришење на вестите. Сакам да потенцирам дека во тој момент на судското рочиште активно физички го следеа тројца новинари од различни медиуми, меѓу кои мојата колешка Валентина Вурмо на Фокус, за која што не треба да кажам дека е еден исклучителен професионалец и како што ми кажа и отпосле, бидејќи и јас како и сите други имав потреба да видам што навистина се случувало, таа рече дека дословно го цитирала. Меѓутоа, очигледно после аберот од Будимпешта, затоа што судењето со големо внимание не само македонската, туку и унгарската и меѓународната јавност ја следеле. Стаса еден демант во кој што директно, што меѓу редови имаше обид да се компрометираат сведоците на обвинителството и да се представат како уценети луѓе кои што во овој период се многу ранливи заради својата ситуација и така натаму. Да, дека е Груевски разочаран од нив и така натаму, бидејќи биле блиски пријатели, тоа сето го знаеме. Мене ми остави особен впечаток на сведочење дека во
Бидејќи Проточир беше едно време генерален секретар на партијата, а таму во принцип генералните секретари се задолжени за финансиското работење на партиите. Тој сведочеше дека во својата канцеларија имал сеф некаков голем, тоа мислам дека и Јанкуловска го потврди. Јанкуловска зборуваше за два Но дека сефа немал со висина од така. екар и пол, меѓутоа немал клучот. Немал клучот сеф. Каде е клучот? Каде е Каде е клучот? печатот? Која знае комбинацијата, да. Ова е сепак еден централен случај, бидејќи прво обвинет е Груевски, таму се и Мијалков и семејството Камчеви, таму се овие двајца најблиски соработници, а во суштината на ова не се само плаците на водно, бидејќи се работи практично тоа што Гордан Јанкуловска и го потврди во своето сведочење, дека се давани донации на рака кај Груевски. Значи, овој случај треба да се гледа некако паралелно со случајот Талир, кој што за жал се уште не е завршен, а во овој момент е поделен на два дела, каде што во еден дел главното обвинение околу незаконско финансирање на политичката партија ВМРО ДПМН и поради тоа и се замрзнати сметките на ВМРО, и вториот дел издвоен околу незаконската изградба на партиското седиште на Белата на палата, така наречена. Палата, да. така наречена. Она што е интересно за овој случај е што на некој начин во првата фаза имаше 11 осомничени, потоа тој број се сведе на 6, каде што повторно прво обвинет е, се разбира, Груевски. По тој случај имаше многу сведоци, некои од нив тврдеа дека воопшто и покрај тоа што се нашле на списокот на донаторици или семејства, никогаш не донирале пари. Меѓутоа, хендикепот на тој случај што повторно е вратен на почеток, како и на сите други Заради случаи. техникали, во суштина Заради техникали, дали станува збор заради промена на судија, советник или така натаму, така што мал е бројот на случаи кои што се вратени од повисок суд, туку се уште се во првиот степен заглавени. Така што доколку некои други случаи претходно беа завршени и доведени до некоја пофинална, поконечна фаза, можеби и полесно ќе се разбереше овој случај и како дошло до тоа да се купи плацот од партиски донации кои што биле давани од донатори домашни странски за функционирање на партијата. Гордана, некако сега, добро, после објавувањето на бомбите, практично добивме директни увиди, аудио до душе во тоа како се водела политиката и што се правило. Значи, не се работи за никакви наивни суми, се работи за милионски суми и така натаму. Од друга страна, морам да кажем дека ова се случува, речи си, два паралелни процеси. Од една страна, Зоран Ставревски се враќа во политиката со тоа што се шава практично шеф на операциите на сите општини од име на партијата. Тука предпоставам дека финансиското работење, они велат за одвивање на проектите, ама тоа со други зборови дел од проектите е буџетирањето. Вашиот гостин предходен тоа го објасни. Да, а од друга страна, овие, бидејќи тој беше и приватно и службено во најблиски односи со Груевски, од друга страна овие високи други функционери кои што се вовлечени токму околу финансирањето и така натаму. Како се случува да некои бидат седнати во судница, а други да бидат седнати во партиски органи и да се враќаат во... Значи, проценка е на обвинителството, тоа е редовна стратегија и тактика, во одредени предмети, кои лица ќе ги користи да бидат соработници на правдата, на обвинителството. Се разбира, тоа не може да бидат оние каде што има многу и големи докази за корупција и за криминал. Освен ако тие не поседуваат поголеми докази за нешто друго. Меѓутоа, сепак е проценката. И предпоставувам дека во ситуација кога обвинителството смета дека нема доволно цврсти докази за да ја
утврди вината или па процени дека тие лица се покорисни за некој случај понатаму, стануваат соработници на правдата. Само да прашам за крај уште колку се предвидува дека плацење на водно ќе трае со овие динамики и така следната година ќе се затвори случај? Па би требало. Кривичниот суд беше малку оптимистичен во овој дел и сметаше дека ќе може до крајот на годината тоа да се случи, меѓутоа очигледно тоа не е можно, затоа што сега во овој момент се одвиваат сведочењата на сведоците на обвинителството, потоа ќе има друга фаза, а тоа е одбраната ќе има право своји сведоци да предложи, па завршни зборови, пресуда, така што финалето и покрај тоа што влегуваме во финале, за пресуда ќе треба да почекаме најверојатно на наредната година. Меѓутоа веќе обрисите можат да се видат во кој правец оди и обвинението и сведочењата. Се разбира, вербалните сведочења се важни, меѓутоа тие треба да бидат подкрепени со други докази, претпоставувам материјални докази. Обвинителството во конкретниот случај треба да го треба на некој начин судот да го убеди како одел патот на парите, што е многу битно, именувањето на собствениците, зошто е правено преку... Follow the money. Гордана Дувњак, благодарам за ова утринско оправдување на правдата и имелија дема во Македонија.